Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Што е тоа точно клиничка смрт? Дали секој кој е клинички мртов може да се врати во живот? Од што зависи успехот на реанимацијата? Во јавноста постои дилема. Која е разликата помеѓу клиничката смрт, мозочната смрт и комата? На овие прашања одговор ќе побараме од професор доктор Марија Срцева, анестезиолог. Искуствата се различни кај лицата што доживеале клиничка смрт. Некои велат дека виделе светлина, други не се сеќаваат на ништо. Македонската дизајнерка Ивана Кнес била на работ на животот. Денеска ќе раскаже за незиното искуство со клиничката смрт. Останете на телма и проследете го денешното издание. За искуството со клиничката смрт во денешната телма амбуланта разговараме со македонската дизајнерка Ивана Кнес. Ивана, добре ни дојде во студиото на телма. Благодарам на поканата. Добар ден. Добар ден. Можеш ли да ни раскажеш што точно се случи пред да настапи состојбата на клиничка смрт? Тоа беше некаде во 2016 година. Точно, да. Што се случи? Се случи оној живот регуларен, проследен со милиони еден стрес. 2 години претходно почина татко ми го изгубив, па година денат претходно, така некако крај на 2014. И сега, од оваа перспектива, моје лично мислење, значи не е потврдено од стручно лице, дека животниот стил се случи, начинот на избор на тоа како функционирав јас до тој момент се случи, или ти, како што љуби нашето друштво, кафана, па таа кафана не е само час, туку е многу временски врзана, да речеме, од до, така. И гледам дека се почесто и се поагресивно тоа настапува во секојдневието, сите заглавуваат во кафана од 12 до 12 и тој ми веќе станато нормално. Па веројатно и на мене ми беше нормално во тој период, бидејќи така не научи, општеството така не научи, дека треба да заглавуваме во кафана. Нормално, сега не можам да речам дека е тренд во прашање, сега во овој период е тренд, нели, да се зборува за здрав начин на живот, да се зборува за не јаде шеќер, не јаде брашно, да. Меѓутоа, тогаш ни на крај паметно никому не му беше на тоа е пред скоро 10 години, нели? Но и претходно, нели? И јас бев една од оние кои што и такако не внимава. Нити што внесува, нити колку количина, па си бев и гојазна, бога ми, тоа поприлично, има во еден даден момент 105 килограми. И меѓутоа, бидејќи сум голема, никогаш не ми се познавале, да речам така, па луѓе се во шок кога ќе кажам. И дојде еден момент каде што јас бев со еден дечко тогаш, се гледавме, си бев се окей, најнормално. Во туш се туширам, губам, значи јас немам некое сеќавање за тоа како се има случајно. Моето сеќавање откако отворив очи е го гледам него и тој почнува да плаче. Јас сум била исклучена некој според него, пошто не можеш тука во тие дадени моменти ти не можеш да го процениш времето колку тоа трае. Секундите траат вечност. Така, значи груба проценка е околу 40 на секунди, понатаму ми кажа дека било најверојатно околу 40 на секунди. Меѓутоа, во момент кога се случи тоа, јас видов многу јасна светлина, огромна платформа, татко ми кача на платформата, значи за тоа го споменав претходно, и ми подава рака од платформата, да се качам на платформата. Дечкото ми кажа дека јас не сум имала ниту пулс, ниту свест, значи комплетно сум почнала и малтене да остинувам сега, не знам да не претерувам, нели? Само знам дека кога се освестив, кога го видов, како тег на градите, да ми имаше некој ставено, како некој да ми седи на гради. Такво чувство имав во тој момент. И не можев ништо да објаснам, не можев ништо да опишам, не ми беше ништо јасно, нити пак некогаш сум била запознаена, мислам, добра, ајде, че сум читала, да речеме, за клиничка смрт и за втор живот, нели? Меѓутоа, кој да помисли дека ќе ти се случи, нели? Потоа бев на преглед, се испостави дека многу е голема шансата да ми се споиле притисоците, бидејќи јас и генетски имам некои предиспозиции за вариабилен притисок и за висок притисок поготоа. Меѓутоа и понатаму имав уште една ситуација кај што ми се споија притисоците и не ги почувствував, што е уште пострашно. И тука дојде еден даден момент каде што морав да се запрашам што е тоа што јас си го правам со сопствениот живот, бидејќи веќе не станува збор за килограми, не станува збор за
седење во кафани, јадење хамбургери, туку станува збор за здравје, И за живот. И за живот, и за начин на живот. И покоен доктор Јошко, тогаш беше се уште жив, бев кај него на кардиолог, точно. Бев кај него на преглед. Кога влегов, кога го пречекорив прагот, прво нешто што ме погледна вака, значи тоа беше почеток, како му доаѓа, сега не сум сигурна со датумите да не сгрешам, како што ме виде вака и само ми вели: знаеш што, вика, јас тебе те чекам цел живот да го поминеш прагов. А јас човекот прв пат го гледам. Викам, како сега, мислам, како? И ми вели: те гледам на тие твои интервјуа, полна си жар, полна си елан, зборуваш со љубов за работата, вика, ама точно знаев дека таа твоја енергија во еден момент ќе те проголта. Ајде дојде ми, вика, сега да видим, и сега да не должам, после еден целосен систематски преглед, на крај ми дојде со волку, ме пикна во една друга, со влага ми, вика, пред мене. И ми вика, вака ќе ти резимирам, вика, во кратки црти, или вика ќе го промени животот, или вика за максимум една година, вика, од денеска, вика, јас ќе јадам блага пченица кај тебе. Значи, вика, сериозна е работава, ништо немаш конкретно, едноставно се не чини. Значи, вика, си ги пореметила... На специфичен начин тој знаеше да ги освести пациентите. Да, многу поинаку, да, и начинот на функционирање му беше гениален. И некои анализи таму како што ги правеше, и само ми рече: ти имаш еден огромен проблем, ти немаш хоби. Ти работиш, твојата работа е љубовта на твојот живот. И вика, едноставно не бегаш, вика, немаш, знаеш, вика, луѓе обично, вика, кога работа од 8 до 4, вика, ти немаш 8 до 4. Вика, подидно ќе си најдеш хоби, и тоа хоби ќе ти биде движење, ти бирај, вика, како ќе се движиш. Меѓутоа, вика, ќе мора да се движиш, ќе мора да се придвижиш. И во рок од неколку месеци, 6-7 месеци, така некако беа во игра, јас успеав да ги симнам првите 20 килограми. Док од клиничката смрт се разбудивте со 90 и? Тогаш имав 93-4, така, значи бев позамашна. Па ќе кажам, тоа естетски не можеш ти многу да го приметиш, јас 1,80 жена, значи складно си се пакува. Меѓутоа, голема бев едноставно. Меѓутоа, не можеш да се наведнеш, тешко ти е да станеш, тешко ти е да седнеш, мислам, тоа се ти и во тие години тоа е страшно и ужасно, нели? И помина извесен период, јас влегов во теретана, тогаш одлучив да влезам во теретана, меѓутоа најглавниот пресек во мојот живот, кој што е до ден денешен ми е фиксен, се повикав на пости, религиски пости, тогаш во тој момент, бидејќи не знаев за што да се фатам, искрено. Така, но велат и дека ова искуство го менува човекот, и од ментален, и емотивен, и религиски аспект, значи духовен аспект. Точно, можам да ви кажам, не дека претходно не сум била верник, јас сум верник, без разлика што сум малку таква каква што сум, нели, луѓе поинаку ме доживуваат, меѓутоа си почитувам религија, почитувам традиција, почитувам култура, и сега доаѓа еден момент каде што не знам за што да се фатам. Значи, јас сум имала многу ситуации каде што животот ми висел на конец. Една моја пријателка често знае да каже: ти не си ни мачка, више ги помини тие 9, вика, не знам што да правиме со тебе. Мислам, многу. Тоа 3 емисии ни требаат. Ама оваа беше конкретно една кај што си викам: чекај, што си направив јас сама на себе? Зошто, викам, дојдов јас до овие години да вака изгледам, да вака се чувствувам, да имам лош притисок, холестероли, шеќерна граница или што и да е. Викам, што направив? И се викам, зашо да се фатам, како да почнам? И одлучив прво нешто читајќи, значи овде не беше ни нутриционист, ни ништо, ова е све сама, и до ден денешен се уште многу читам. Одлучив да исфрлам комплетно бело брашно и бел шеќер и мојот најголем порок, алкохолот. И си реков, ако не знаеш да испиеш една чашка, нема да пиеш ни една. А добро, колку чашки пиевте? Многу чашки пиев. Како секој македонче скоро. Значи многу чашки, знаеш, онако ќе седнеме. Знаеш кој ќе седнеме на ракија со салата, со ракички и салата, така. И тоа се претвара у пиво, па се претвара у вино, па се претвара у следниот ден, мислам така. Македонски принцип, балкански, класичен. И што ми е многу жал, бидејќи до ден денеска со многу мои блиски водам војна на таа тема, и често знам да кажам луѓе кога јас го оставив алкохолот, што се знаеше дека сум врзана со вино, пошто многу пиев вино и сакав вино. Кога јас можев, ја не знам зошто вие до ден денеш ми измислувате причини и приказни за да не го оставите. Не паѓате во искушение никогаш? Еве ги 2 години, ако ми веруваш, знаеш, јас не сум на ќе поминам на ти, не сум од оние луѓе кои што сакаат да си се мачат сам себе, тежок хедонист сум. Значи, ако ми се пие, се напијам, нема многу да го дискутирам тоа. Дали сум кршела или не сум кршела, апсолутно не ме интересира. Едноставно ми се одмили. Ми се одмили комплетно, некако
го ставам на вага и си велам сега, на мои 40 полни години, изгледам никогаш подобро, се чувствувам никогаш подобро. Крвната слика ми е коска. Јас 2 години немам настинка фатено. Значи, буквално до таму. И си велам, па чему, што за да направам едно живели, па и со кисела вода се прави живели. Мислам, на крајот на Значи, еден денот. ваков стресен, крупен настан во животот, комплетно ја ќе премина на ти, комплетно те промени. Значи, односот кон себе си, односот кон животот, претпоставам и односот кон пријателите. И кон другите, точно, и кон другите. Јас имав многу револт од моите блиски, кои, ајде сега како ќе искачаме? Како, што ќе правиме? Викам, исто, ќе дојдам, викам, во кафана, само ќе ми нарачате, викам, една голема кисела вода, ќе ја ставам во чашка за вино за да не ви смета и ќе ви правам живели. Исто ќе бидам насмејана, дури повеќе сум насмејана сега отколку тогаш. Исто ќе се забавувам. Исто до ден денешен јас ќе бидам единствена што ќе стане да игра, без разлика што сум трезна. Значи апсолутно не менува тоа. Тоа што ми менува, јас веќе немам депресии, немам анксиозност, го немам авторот од алкохолот, за кој што никој не зборува. Не ме боли глава, немам мачнини, не ми е тежок денот, секој ден станувам во 5 часот наутро и одлично ми е. Дисциплинирана, Значи феноменално ми е. Не сум... Колку килограми успе да си имаш? Па 30. 30 килограми. И успеваш таа килажа да ја одржиш? Горе доле знам зимска и летна тежина, нели 2 до 3 килограми знам да ги изварирам, меѓутоа држам. Сега во моментов имам 68, ама постам. Сега ги постам на класично, нели, бидејќи на јаглехидрати и се знае дека тука се лепи. Меѓутоа претпоставам дека веќе после април ќе ги лизнам и тие 3 килограми за брзо време. Ивана, како реагираат твоите блиски? Семејството кога разбера што ти се случило, дека си доживеала клиничка смрт? Јас сум многу безобразна, јас цел живот сите работи ги поминав сама. И никому ништо не му кажав. Јас се тоа истерав сама. Мајка ми дозна после многу години дека тоа го имав поминато. Исто и мојата фамилија, значи никогаш не дозволив никој да забележи дека нешто ми е. И најмногу веројатно е тоа некој тренинг кога си јавна личност. Не сакаш на луѓето да им го даваш твоето лошо, сакаш да им го дадеш доброто од тебе. И са лошото си го пакуваш и го возиш сам. Имало милиони на ситуација, не само таа клиничка смрт, туку и мал милион други ситуации, кај што јас сум била не долу, него подоле од долу. Ама не сум сакала тоа да им го давам на луѓето, поготово не на оние кои што ги сакам. И секогаш... Но тие дознаа во еден момент. Тие дознаа во еден момент, тоа беше шок. Шок, поготово за мајка ми, мислам дека тогаш ми се налути, тогаш ми рече само те молам и вика едноставно вика не е хумано некои работи вика да ги поминуваш сам. Значи ако не дај Боже вика има пак во иднина, нели, кажи, меѓутоа ова не е мала работа, вика сум можела да те изгубам, човече, викам ти, мислам, едноставно вика мораш да научиш дека не си сам на светов. И мислам дека тоа е тие луѓето како мене кои што толку многу се држат до тоа е пак ќе кажам македонски начин на функционирање. Јас можам, ајде, јас на грб за тројца, влечам, тегнам, пукаш. Така. Пукаш, во еден момент пукаш. Значи мора да кажуваш не, мора да внимаваш како се однесуваш и како се чуваш сам себе. Мораш да внимаваш кој е околу тебе. Можеби најважното е прво тоа, нели, старите велат со кој си таков си. Значи, мораш да внимаваш на тоа како се храниш. Мораш да внимаваш на твоето тело, треба да те држи до старост. Значи, ова наше тело е храм кој што доколку планираш, буквално имам доволно сум дрска да кажам доколку планираш да живееш, бидејќи сега откако се поминав, можам да ти кажам дека дури и смртта може да си ја издиктираме до последно. Како ќе го изживееме и како ќе го истераме. Јас цврсто стојам на тоа денес после се, дека човек може да доживее длабока старост на нозе и да замине со насмевка на лице здрав. Значи, до таму може да отиде, пошто што се не промени односот кон себе си и животниот стил. Точно. А кога ќе се навратиш на 2016 и на она што ти се случи, кога ќе помислиш на тој момент на клиничката смрт, чувствуваш ли некаков страв? Не, како ослободување. А имаш ли веќе поинаков однос кон смртта, бидејќи еве луѓе кои што минале низ клиничка смрт често пати зборуваат за некаков тунел со светлини. Вие ја видовте, односно ја видовте таа светлина, тунел кај мене, кај мене беше само едноставно чиста светлина, една платформа и татко ме кача на платформата ми подава рака, насмеан, таков и беше. И само тоа се сеќам и во моментот веројатно за на филмски пред да му ја допрам раката, тука се разбирам, тука дечко ми удрил бокс веќе. Он пробал да ме реанимира, не успеал и ми удрил бокс. Со бокс ме врати.
И тоа бокс во слепоочница, значи до таму отишло веројатно направил некој тригер, не знам. Навистина не знам. И пак ќе кажам, најверојатно кај мене се претпостави дека се притисоците, притисокот. Понатаму се постави, како што и виде доктор Јошко, дека катастрофа ми е тој дел. И холестерол висок, и притисокот висок, и сите параметри нагоре отидени, значи сето тоа се изигра улога. Што можеш да им препорачаш на оние кои што се нашле во ситуации предизвици да се борат со проблеми со телесната тежина или пак со алкохолот? Како да го решат тој проблем? Не ви е потребна супстанца од никаков калибар за да се почувствуваш среќен. Апсолутно во сите религии на светов, во сите, голем дел имам исчитано, вели дека среќата е тука, внатре во нас. Нема да ти ги реши проблемите алкохолот. Не само што нема да ти ги реши, туку ќе ти ги зголеми. Нема да бидеш поуспешен ако се напиеш 2 чашки. Нема повеќе да те сакаат ако пиеш цел ден денеска со нив, со сите кои да се околу тебе. Ако до толку не можеш, намали го, мада пак ќе кажам после се, јас цврсто стојам на тоа дека не е воопшто потребен, дека едноставно духот и ведрината на духот е нешто што секој од нас го има во себе, а со алкохол дури го убиваме тоа. Еве докторката и може да ја прашате понатаму ќе ви каже, последиците кои што хемиски ги има алкохолот понатаму, откако ќе заврши пиењето, се страшни, поготово на невролошкиот дел од мозокот. И сега, јас би им препорачала да не ја бараат победата во битката во супстанци. Да се свртат кон поинакви радости во животот, да се свртат кон луѓето кон кои што ги сакаат. Верувајте ми, поголема среќа од тоа едноставно нема. Да побараат помош, ако не можат сами, да побараат помош од Бога, без разлика во која религија се. Не сум од оние кои што вика Господ постои вака и вака догмативно, нели? Не, баш напротив, тука, внатре. Бидејќи има една многу убава линија на кога веруваш, па макар и во пеперутка, многу поинаков е духот, многу поинаков се чувствуваш. Така да, мој некој апел би било да си ја бараат среќата сами во себе, свесни и трезни да си ги решаваат проблемите, бидејќи кога решаваш проблемот свесен, присутен и трезен, прво ќе го решиш подобро, второ нема никогаш да се врати тој истиот. А доколку сте гојазни, нели, бидејќи и самите сме свесни, за тоа треба цела емисија да се направи, колку наше општество конкретно и болува од тоа, не барајте да ослабете заради свадбата на ќерката, заради тоа што ќе си невеста или матурантка или што и да е. Него направи го тоа за да кога ќе остареш си на нозе, насмеана, со прекрасна крвна слика и ќе имаш капацитет да ги кренеш внуците горе во воздух и тоа да не ти биде проблем. За да имаме квалитетен живот. Точно така. Ивана, многу ти благодарам за твоето денешно гостување во Телма Амбуланта и што ја сподели својата приказна со гледачите. Почитувани, останете на Телма. Во продолжение на емисијата следува темата што е тоа клиничка смрт, мозочна смрт и кома. Која е разликата? Се гледаме напресо. Со професор доктор Марија Јовановски-Срцева, анестезиолог, денеска зборуваме на тема клиничка смрт, мозочна смрт и кома. Која е разликата? Професорке, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата, секогаш е задоволство и пријатно да се биде во вашето студио. Се надевам дека ова е една тема која што доста ствара непознатици и прашања кои што се мешаат и мислам дека ќе најдеме дилеми кои што ќе дадеме одговор. Што точно значува поимот клиничка смрт? На каков начин се разликува од биолошката смрт? Вака, кога зборуваме за смртта, можеме да зборуваме од повеќе аспекти. Можеме да зборуваме од медицински, од легален аспект, од етички аспект, можеме од религиозен аспект.
Смртта представува престанок на витални функции и реверзибилен престанок на виталните функции неповратен, кој ги вклучува дишењето, работата на срцето и мозокот. Историски гледано, смртта се означувала дури и само кога ќе настане, значи, престанок на срцето. Во денешно време се користи после некаде почетокот на 20 век, кога се поведени технологиите и техниките на срцево-мозочно белодробно оживување, почнува да се користи клиничка смрт како термин кој што означува престанок на работата на срцето, престанок на дишењето и функцијата на мозокот, меѓутоа со можност за повраќање назад, реверзибилна причина. И тоа останува како некој термин кој се користи во медицинската пракса. Значи, све она што за разлика од тоа, мозочната смрт сосема различно е, меѓутоа е исто вистинска смрт и таа не е реверзибилна, меѓутоа мислам дека дел по дел треба да се појасниме. Колку време некој може да биде клинички мртов за да може да се врати во живот? Клинички мртов и клиничка смрт како терминологија се употребува, рековме, во медицината и се употребува, ајде да речем, меѓу народот е познато. Генерално го зборуваме за клиничка смрт, зборуваме за ненадеен срцев застој. Кога настанува срцевиот застој, срцето нема снага, не пумпа, од различни причини може да биде, срцето не пумпа доволно крв, органите остануваат без крв, остануваат без кислород и целото тоа повлекува и на низа на реперкусии кои што се отчитуваат. Времето на тоа колку може да остане, реално, значи не може да остане. Има посебно, органите си се осетливи на тоа колку време на себе немаат да имаат перфузија. Колку време треба да помине за мозокот неповратно да се оштети? За 20 до 40 секунди од прилика кога ќе настане тој срцев застој или клиничка смрт, знак за еден од знаците за клиничка смрт, мозокот ја губи целата крв која ја добива. 3 минути е времето кое што на мозокот му треба, може да остане без кислород, да нема некои последици. Значи, единствен орган, меѓу другите органи, тој е најосетлив орган на недостаток на кислород и токму заради тоа се почнува ресусцитација, односно реанимација, срцево-мозочно белодробно одржување, за да се врати ритмот на срцето и да може да стигне крв до мозокот. При тоа, литературата е екзактна дека кога настанува промена во мозокот, не настанува, целиот мозок не е еднакво осетлив на таа промена. Одредени делови, тоа се посебен тип на неурони, еден неурони кои што се наоѓаат во хипокампусот, тие се најосетливи. Проблемот што настанува дека мозокот страда дури од кога ќе се врати циркулацијата. Значи тоа се промени кои што започнуваат, значи со самото губење на циркулација, со масирање и со одржување во живот, со пумпната снага на срцето што ја правиме, се трудиме да доставиме доволно кислород до мозокот и перфузија, односно да биде добро обскрбен со крв, за да може понатаму да продолжи. Кога ќе се врати срцевата акција, продолжува повторно во мозокот еден тип на реперфузиона повреда, која што може да трае исходот, за таа мораме да го почекаме и да видиме каков ќе биде тој исход. Така. А кои причини најчесто доведуваат до клиничка смрт? Повторно ќе кажам, клиничка смрт, го зборуваме клиничка смрт, кардијак арест, значи кога престанала работата на срцето. На срцето, да. Заради тоа што кога ќе кажете клиничка се мисли дека настанала во клиника, не. 30% од ова клиничка смрт настанува во болнички услови, 70% е надвор од болнички услови. Еве сега пред малку можевме да слушнеме една приказна во домот. Да, токму тоа, значи 70% од тие што доживуваат клиничка смрт или срцев застој најчесто се во надворешна средина, не се во болничка средина.
И претпоставам дека тука треба првата помош да ја дадат Првата помош блиските? секогаш ја даваат, значи секогаш треба да ја дадат блиските и тие што се околу нив. Ние како општество, ние како генерации го полагавме возачки испит, имавме срцево-мозочно белодробно оживување. Тоа значи дека се учат, кога се прави тоа оживување, тоа е поделено во неколку вериги, односно во неколку етапи. Првата е основно одржување. Тоа основно одржување секој треба да го знае. Тоа е таа масажа на срцето? Тоа е масажа на срце, на градниот кош и вештачко дишење. И тоа се случува во услови во кои што немате ништо. Значи надвор од болница, во кои што ги имате рацете, очите, ушите и тоа е единствено нешто што имате. Понатаму има напреднато, веќе кога ќе дојде брзата помош. И на крај продолженото кое се одвива во болнички услови, каде што имаме многу поголеми можности да дадеме и лекови и да пристапиме на таа состојба со подруг квалитет, односно услов. Професорке, која е улогата на анестезиологот во процесот на реанимација кај пациент, како што дошло до застој на работата на срцето, односно до клиничка смрт, за време на операција? Значи во клинички услови. Во клинички услови. Сосема е поразлично кога се случува во клинички услови кај пациентите, заради тоа што тоа се пациенти за кои што ја знаеме историјата на болест. Кога настанува клиничка смрт или срцев застој, причините може да се од срце, може да се надвор од срце, може да се од белиот дроб, може да се од мозокот, може да се реверзибилни и реверзибилни, односно повратливи и неповратливи. Во болнички услови, пациентите, посебно при операција, пациентите на нас не се под мониторинг. Причините кои што настануваат во болница може да бидат повторно од страна на срце, може да бидат оние најчесто во болница се реверзибилни, односно се повраќаат, додека се пациентот на операционен стол, на улогата на анестезиологот го прати мониторот, ги прати виталните функции, алармира, пробува да ги врати во колку настанува срцев застој или клиничка смрт, пробува да ги врати оние причини кои што може би се реверзибилни и пристапува повторно кон срцево-мозочно белодробно оживување со помош на лекови, масажа. Има фактори кои што влијаат на успешноста на реанимацијата. Да, секогаш има фактори. Значи, можно и да не се успева тоа, така? Не секогаш се успева, за жал. Тоа факторите први се многу е битно која е причината. Така што довело. Така. Имаме една биолошка, некогаш староста, некогаш други заболувања доведуваат до клиничка смрт или повторно до кардијак арест. Понатаму времето од кога се почнува срцевото мозочно белодробно оживување, постои верига. Значи верига го зборуваме на преживување и тоа се однесува што побрзо припознавање на состојбата, побрзо отпочнување на реанимација, побрза дефибрилација и во колку сте во надворешни услови, побрзо повикување на брзата помош. Што е со оние етички предизвици? До кога да трае реанимацијата? Дали да се прекине? Да. Тоа е етичкото прашање е голямо. Затоа и реков го зборуваме за клиничка смрт или за срцев застој или за биолошка смрт, многу се големи етичките предизвици. Етичките предизвици одат од првенствено од кога дали да се почне, кога да се почне, зашто да се почне, посебно ако се зборува за жртва, односно ако се зборува за пациент кој што е донесен од надвор. Основните правила кои што велат, ако не се отпочне дури на лице место, ако се случи било каде после 2 минути, веќе касниме со таа верига на преживување. Другата работа која што е исто од етички аспект тешка е таа што после 20 минути кога веќе ќе се јават некои знаци на, да речам, сигурна смрт, кога ќе се донесе пациент и тука не се откажуваме повторно, нели, барем нешто ако ни дава надеж, продолжуваме и третиот аспект колку долго да трае. Према студиите и према она што ни го даваат European Resuscitation Council, се вели дека 15 до 25 минути од прилика и времето во кое што
за кое што ако има можност да се врати срцето и да се врати функцијата, е вредно да се реанимира. Во реалност можам да ви кажам дека тоа трае и со сати, заради тоа што секој од нас добива некој порив и секогаш мислите дека наредното е нешто што ќе успее. Друга работа е етичкиот аспект кога нема да успее. Тој етички аспект е повторно едно лично чувство во кое што и како лекар и како професионалец и како човек се прашувате па дали можеби ќе беше, дали може немаше некаде се сгреши, дали не се сгреши, дали некаде нешто превидовме, дали некаде нешто закаснето беше, дали некаде закасни брзата помош кога дојде. Значи тука има многу големи дилеми, меѓутоа од она што можам да го кажам, пошто ние често за жал реанимираме и не само ние, него во болнички услови од прилика 1000 реанимации, односно 1000 на ден се случуваат околу 1000 клинички смрт. Бројот на клиничка смрт е околу 1000 пациенти на ден во свет. Во светот, така. Претпоставам дека сте биле сведок на враќање на пациент од клиничка смрт. Што тоа за вас значи како за лекар? За секој лекар е успех да го врати пациентот, односно да ја врати функцијата на срцето, да обезбеди услови, значи дишење, да обезбеди циркулација во мозок. Меѓутоа тоа не застанува тука. Секој пациент кога ќе се врати циркулацијата, тоа е огромно задоволство првенствено. Второ е повторно едно прашање што направивме со мозокот, до каде е состојбата на мозокот и ни треба фактор време да видиме до каде следење на пациентот. Сите тие пациенти кои што од личен аспект, она што можам да ви го кажам, дека ја памтам првата реанимација, односно првото реанимација која што сум ја правила, првиот пациент кој што сум го изгубила, а исто и првиот пациент за кој што сум успеала да го вратам. Се понатаму станува еден дел кој што е секојдневие од нашата работа, не е seедно, меѓутоа во склоп на професијата го правиме. И во главном сите промени кои што ќе настанат од кога ќе го вратите пациентот, мора да се оди на еден посебен режим на намалување на метаболизмот, зголемување на крвниот притисок, повторно за да биде мозокот доволно обскрбен со крв. Во светот се употребува ладење и кај нас може да се употреби ладење заради тоа што е докажано дека воколку се намали температурата, има еден коефициент код 10 кој што се нарекува воколку се намали температурата на организмот, се намалува метаболната потреба на мозокот или го ставаме пациентот во, да наречам така, индуцирана кома. Бараме начин да го одмориме мозокот заради. И реанимацијата може подолго да трае во тој случај? Не, реанимацијата си трае, реанимацијата завршува. Добро, и потоа се става пациентот. И потоа се става, значи, одредено време во проценка за тоа да видиме како ќе се однесуваат другите параметри. Да, мозокот се одмори и да видиме колку сме направиле, нели таа реанимација дозволила, го штетила, не го штетила мозокот, кои се причините, зашто настанала. Едно е кога е во болница и кога ја знаеме причината, сосем е различно кога не е од надвор пациент. Значи, жртва. Професорке, што е со приказните на пациентите кои што доживеале клиничка смрт, односно застој на срцето, дека виделе бела светлина, разговарале или пак се сретнале со блиски кои се починат? Има ли науката објаснување за тоа? Дали се ова реални искуства или пак некои невролошки феномени? Феномени се секако. Меѓутоа, феноменот за себе држи некоја основа. Она што повторно е нејасно, значи, има една дистинкција во клиничка смрт, или како застој на срце и искуство блиско до смртта. Еден обичен колапс, значи едно обично паѓање во несвест, може да биде искуство блиско до смртта. Во тие моменти мозокот, како што и кажа, за 20 до 40 моменти
ја губи крвоснабдувањето. Меѓутоа, тука е зачувана еден тип на луцидна свесност, се вели таа. И во главном пациентите каде што и дури се врши реанимација, се генерално имаат одредена несвесна свесност, значи имаат таа е несвесност која што ја имаат како луциден дел. Тука тригерот на тоа во главном е некаде во темпорална, не слушнав и претходно гостинката дека кажа со удар во темпоралната регија во слепоочницата. Генерално оно што се смета, науката смета дека во тој предел настанува во темпоропариеталната точка, тоа е спојување на овие два региона, настанува една екситација на мозочните клетки. И таа е која што е првата која што го дава визуелниот феномен, она на светлина, на големина која што чувствуваат, на чувство на убавина, на мир, на спокој. Тоа е тивко тонење, кое што има објаснување, меѓутоа сепак објаснувањето не е само кога се не за клиничка смрт, него може да биде дистинција меѓу колапс, кој ако не се пристапи кон него може да заврши со кардијака арест и со срцев застой. Така. Во поново време има доста студии кои што го работат, меѓутоа тие студии се ограничени на луѓе кои што умираат во болница, меѓутоа не умираат после реанимација и со одредени заболувања. Бројот на тие студии на пациенти, Универзитетот во Мичиган се занимава со оваа проблематика, до сега е само 4. Се тврди дека во моментот на настанување на смрт, мозокот се ексцитира, значи се возбудува во одредени делови. Значи е активен, има свесна активност? Има така свесна, и несвесна. Тоа е оној дел кој што ви го кажувам, кој што влегува во темпорално-париеталната регија. И има свесна активност, меѓутоа таа свесна активност е на одреден број на клетки. Не сите клетки, не сите делови од мозокот се со одредена со функција за секогаш за сите органи. Се функција за одредено место, за одредена работа, за одредена последователност на етапата, да кажеме. Вела дека е можно целиот живот да ни проаѓа пред очи. Тоа се секундите. Секундите се тоа. Тоа се секундите. И тоа е докажано само на 4 пациенти, ви велам. Меѓутоа, да, постојат и нови студии кои што многу е неетичко да работите, да земате клетки од мозокот, дури нели за животни не е дозволено и за нормално човекот тука не смее да влезе како опција за истражување, заради тоа што новата неуросајенс, неуронаука за клетките прави сурогат клетки. Вештачки клетки кои го имитираат мозочните нейрони. И на таков начин се истражува. Меѓутоа, тоа е сепак инвитро студија, не е инвиво, не е на жив материјал, него е на сурогат клетка. Така, но некои истражувања сугерира дека откако ќе настапи престанок на работата на срцето, мозокот и понатаму може да работи определено време. Има ли вистина и во тоа? Мозокот и понатаму може да работи. Кратко, неколку минути. Значи, кратко. Како лекар сметам дека не е точно. Значи, сепак се што можеме да прочитаме на интернет. Студиите, луѓето пробуваат и да најдат начини на објаснување на некои работи, заради тоа што некогаш и полесно си ја објаснуваат смртта. Со тоа, посебно фамилијата, посебно луѓето кои што изгубиле нешто што им е мило. Активноста останува повторно, ќе кажам, на некои делови. Така. Значи на некои делови кои што ние ги немаме како реална ситуација за да можеме да ги видиме. Не секогаш кога настанува смрт и кога настанува клиничка смрт, ја следиме функцијата на мозокот во моментот кога настанува. Како докторот утврдува дека смртта настапила?
Смртта е и легален феномен и физиолошки феномен. Значи, дефиницијата за смртта е недостаток кардиореспиратора, значи недостаток на дишење, недостаток на срцева акција, недостаток на мозочна акција. Значи, имаме клинички знаци, меѓутоа кога имаме и монитори во болницата и кога имаме посебни диагностики, со тоа се докажува. А телото веднаш целото се гаси или смртта настапува постепено? Има ли некои органи или некои ткива што можат да останат живи извесно време? Ова е деликатно прашање. Значи, телото постепено се гаси кога има хронична болест. Аха. Значи, телото постепено се гаси и води неминовно до смрт. Тој ние го велиме во медицинскиот речник гаси. Повторно кога зборуваме за кардијак арест или за мозочна, за циркулаторна смрт, односно за клиничка смрт, како што велите, првиот знак на нас е недостаток на пулсација, недостаток на крвоток на каротидните артерии. Телото, мозокот за 20 секунди ќе изгуби крвта во него, биото ќе престане да диша заради тоа што од горе веќе нема доволно импулси за да продолжи дишењето. Понатаму, која е причината од белиот дроб, дури и странно тело, акцидентални состојби доведуваат до појава на овие, како би рекла, клиничка смрт или смрт која што настанува во клиника или надвор од клиника. И одговорот на тоа дали постојат ткива, ќе го одговорам онака како што го кажува науката, меѓутоа да не настане забуна меѓу народот. Мозокот е најосетлив на недостаток на кислород. Срцето е после тоа, па доаѓаат хепарот, па бубресите и тука не станува збор дека после тоа било што од овие кога ќе настане смрт, кога се згаснати, тоа се згаснати органи. Делови кои што им бараат помала крвоснабденост, како кожата, корнејата во окото, тетивата, кои што се делови кои што немаат толкова крвна снабденост и во нормални услови, тие можат дури да не преживаат, да останат во некоја витална функција, да кажеме, дури до 24 часа после настанување на биолошката смрт. Професорке, што е тоа мозочна смрт? И дали се разликува од кома? Често пати сега слушаме за мозочна смрт откако се актуализира трансплантациите на органи. Па тука има нејасноти и дилеми. Зашто точно станува збор? Вака, мозочната смрт е дефинитивна смрт. Мозочната смрт значи дека имаме смрт комплетна смрт на мозокот, на сите неурони, на сите клетки. Тука настанува и смрт на онаа, како рековте вие, свесна активност и несвесна активност. Значи, тоа е неповратна состојба. Практично, единствено ништо што ги буни тука, го буни народот е тоа што кога зборуваме за мозочна смрт, некои органи по механизам продолжуваат да работат. Постојат и посебни лекови со кои што тие органи може да се одржуваат. Значи, мозочната смрт може да биде мозочна смрт према легислативата, може да биде само на мозочното стебло, кое што се смета за мотор на, да карикирам, значи да пробам да го објаснам поедноставно, се смета за мотор на организмот и на сите функции, меѓутоа никогаш и моторот кога не работи дури и на автомобилот, светлата работа, значи органите имаат одредени функционалност, одредена активност која ја одржуваат. Тоа е мозочната смрт. За разлика од тоа, кога се зборува и тука кај мозочната смрт не постои една клетка во мозокот која што е жива, има активност. И тоа се докажува со клинички и со параклинички тестови. Тоа е единствена состојба во која што може да се донираат органите, заради тоа што таа активност на одредени органи може и на вештачки начин до одредено време да се одржуваат за да може да бидат понатаму дадени за донација. За разлика од тоа,
кога зборуваме за кома, зборуваме не е комплетна смрт на сите неурони, на сите клетки, на сите делови од мозокот. Значи, често можеме да прочитаме или да видиме дека постои, значи од кома може некој да се разбудил така. Значи, од мозочна смрт тоа е дефинит. Не смее да се заменува едното со другото. И при тоа кога имаме кома, само одредени делови и неурони во мозокот се мртви. Не ја превзимаат активноста за одредени делови. За разлика од тоа, и не за разлика, уствари, во контекст на тоа, може да постои она што, нели, чудно, после 20 години се разбудиле пациентите или после не знам колку години се вратила свесноста. Не верувам многу во тоа дека може на кој начин и кога да се врати свесноста, ниту па да прогнозирам, меѓутоа дека е возможно и возможно. Кога станува збор за мозочна смрт, за пациент со мозочна смрт, доколку биде исклучен од апаратите за одржување во живот, дали може да продолжи тој пациент да живее или не? Вака, ако прашањето ви е хипотетско, е во ред, заради тоа што дури и кога имаме мозочна смрт, и тоа е дефинитивна смрт, во главно ми го има мозочна смрт, секогаш се представува кон фамилијата се изразува сочувство. Во нашата земја не постои закон во кој што вие треба да престанете било какво лекување по правило, по закон. Кога постои мозочна смрт како дефинитивна смрт, можеби би требало да дојде до тоа да се исклучат апарати, меѓутоа во Македонија ниту се прави тоа, ниту ќе продолжи, ниту ќе тоа треба и дури и посебен закон. Дури и кога имаме, како да ви кажам, дури и кога имаме и клиничка смрт или кога знаеме дека нема ништо да успее и понатаму фамилијата е обавестена, не мора да тоа е мозочна смрт, ние не престануваме во ниеден момент да делуваме со начините на делување кои што ги имаме во единиците за интензивно лекување. Кај мозочната смрт, практично, тоа значи одржување на органите. Ако хипотетски се исклучат тие органи, уште некое време тие губат функцијата, дури и да останат на машина, постепено нивната функција пропаѓа. Дури и да останат на машина ја губат, а на машини на сите можни лекови кои што го одржуваат, кој делува на срцето, кој делува на притисокот, кој делува на бубрегот, кој што гледаат да ја воспостават некоја нормална хомеостаза на организмот, на органите кои што може да бидат понатаму дарувани. Дали донор на органи може да биде само пациент со мозочна смрт или пак и лице кај кое што настапила биолошка смрт? Донор на органи може да биде пациент кај кој што настапила мозочна смрт. Во светот се оди и кон тоа. И чекор понатаму? Да, се оди и чекор понатаму. Односно кога се прави реанимација или таа клиничка смрт, може да има и донори кои што се после циркулаторна смрт, се вика. Тоа е доста актуелно во последните неколку години, меѓутоа тука не сите органи, заради тоа што зависи каква е реанимацијата и како се воспоставила, барем дел од органите може да се искористи. Меѓутоа тоа е во поново време. Не сакам да направам повторно забуна на тоа. Во Македонија само при мозочна смрт. И моето последно прашање се однесува на пациентите кои што биле во клиничка смрт, каде што имало застој на срцето и потоа се вратиле. Велат дека тие се менуваат емоционално, духовно, ментално и слично. Дали сте се сретнале со некои од тие пациенти? Можете ли да го потврдите тоа како факт и како вистина? Па и пред малци имавме на таква приказна. И на таква приказна.
Веројатноста кога од филозофска, па дури и од животна, кога ќе се ја погледнете смртта во очи, сосема различно гледате понатаму, веројатно не само на смртта, него и на животот. Она кој што пациентите како медицинска основа го имаат и физички промени, значи физиолошки промени, имаат компликации, често при реанимација, значи се случуваат и одредени компликации и најчесто имаат после тоа анксиозност, депресивност, посттравматски стрес, пореметувања, многу прашања кои што бараат да им бидат одговорени и другачие го ценат животот. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што дадовте појаснувања поврзани со оваа сложена, би рекла, тема, за кој што повеќето не сакаат да говорат. Лошата има, ние како лекари, лошата има во смисла на тоа дека ние како лекари сакаме, предпочитуваме да зборуваме за животот, меѓутоа зборувавме за реанимацијата, значи животот после, ајде да речеме, кратката смрт. Кратката смрт. Честитки на тоа дека пробавме нешто да објасниме и секако е тешка тема за објаснување и за доловување. Така, ви благодарам за јасните појаснувања, верувам дека им го задржавме вниманието на гледачите. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, ви посакувам пријатен ден.